Свештеник Димитар Темелков од село Троботивище, на возраст од 67 години моментално, 3 години сум во пензија. Мојата почетна работа започна во село Соколарци Кочанско, 4,5 години. 88 година дојдов во Македонска Каменица и овде останав 24 години. И пред 10 на 12 години дојдов на парохија од Габрово до град селото ги одржував и живеев во селото. Не беше тешка одлуката, да кажеме и паролата каменот си тежи на своето место. Јас во својот работен однос си велев секогаш имам желба во последните неколку години пред пензионирањето да се вратам поблиску до родниот крај, за да можам да си го одржувам она што го оставил татко ми, она имањето кое го поседуваме, не големо имање имаме, меѓутоа за нас двајцата, децата се веќе отидени во постранство, ние двајцата со домаќинката можеме да си одгледуваме земјоделски производи, зелка произведуваме, гравче произведуваме, царевка произведуваме, си чуваме годиња, си чуваме. Дојде сезона некоја за печурки одима и печурки одиме и си избираме и различни земјоделски производи кои што може да излеат на пазарот. Мисля, тоа нешто се одржуваме и доста сме задоволни од производството, бидејќи нашето село се наоѓа на такво место кое што е заобиколено со води и брегалница и желевица, непрестано ја има, да можеме своите ниви да можеме да ги наводнуваме и од тоа нешто да имаме фајда. Значи, секој оној кој сака да работи, може или сака да работи, поготово да сака да работи, може да дојде на село слободно да си живее и да знае дека си има барем мирен сон. Никого на ништо не му шо навредува да биде во својот дом, да си е тежок на своето место, да си раководи со семејството, да си има пречек шо вика и на деца, и на роднини, и на пријатели, блиски, дружби, со комши и се оно што го обкружува околу селото, да име, шо викав, да имаме некој мир и некој задоволство. Мислам дека животот на селото не е лошо, бидејќи во град да излезнеш на пазарот, ќе видиш јаболка, ќе гледаш, ќе стравуваш, треба пари да дадеш тоа. Ќе дадеш, меѓутоа на село си има на дрвото, одиш и скинеш си произвел, да не имаш никакви побарувачки од страна и не знам што, би препорачал на секој оној кој може, кој има услови, макар да не се и неколку поголемо задоволство да имаат, меѓутоа да се врати, да си дојде во селото, еден ред патлиџани, еден ред пипер да произведе за него, ќе биде задоволство. Мислам, со тоа нешто на селото, јас животот го повеќе прифаќам него во градот.